За да ви одговорам на прашањето во сегашноста дали имаме демократијата, па дали може да констатираме назадување на демократијата, јас сакам да направам една мала паралела со нешто што се случило пред 2500 години. Еден настан кој можеби нема да ви изгледа дека има директна врска со ова што денеска се случува, меѓутоа мислам дека е одлична илустрација за она што го говореа и воведничарите за колку ние демократијата ја земаме здраво за готово, а колку во суштина демократијата воопшто не е право, туку според мене привилегија. И тоа сакам да го илустрирам со еден пример. Тукидид ја опишува Пелопонеската војна помеѓу Атина и Спарта и еден настан, тоа се војна што се одвива помеѓу два различни политички концепти, 5 и 4 век пред нашата ера. Има еден настан што се случува во 411 година пред нашата ера, каде што комплетната морнарица на Атина, бидејќи знаеме дека таа се базира и воено и трговски на своите стотина бродови, била целосно отсутна од Атина, а Атина знаеме е она што го нарекуваме лулка на демократијата, затоа мора ние да видиме што е демократијата изворно, за да можеме да дојдеме до денешната демократија кој историски контекст се разбира драстично различен, меѓутоа на што се темели културата која создава демократско уредување. Во таа 411 година се руши демократскиот поредок во Атина, се воведува влада на 400-тината, предпоставувам дека ја знаат повеќето таа случка. Меѓутоа тоа се 400 олигарси кои го рушат демократското уредување, иако демократијата во Атина не е она што е кај нас денес демократија. Демократијата тогаш е токму привилегија, бидејќи демосот не е 100% население, туку некои 20-30%, значи тие се привилегираните што ја одржуваат демократијата. Тукидид вели, не се грижете, парафразирам, не може демократијата да биде срушена, бидејќи чувара на демократијата е самата морнарица. Значи чувари на демократијата се носители на демократијата. Чувар е воено, чувар е трговски, затоа што тоа е суштината на Атина, меѓутоа е чувар затоа што токму тие кои биле воено ангажирани се оние кои биле и демосот, односно демократите. Тие ја чувале демократијата на тој начин што биле свесни што носи демократијата и уредувањето и политичката сигурност или тој начин да одлучуваат за своите животи, затоа што демократијата во суштина не е правото ние да говориме ексклузивно, туку правото да одлучуваме за нашиот живот. Денеска демократијата, тие ја сочувале демократијата со враќањето на морнарицата, се разбира дека се враќа демократијата во Атина. Од тогаш до денес ние немаме демократија во светот, генерално во човечката историја. Демократијата е она што е ексклузивното право кое се враќа во главном после Втората светска војна и тој светски поредок, иако може да зборуваме назад неколку века за етаблирање на она што денеска го подразбираме демократија. Денеска ние демократијата, носители на демократијата се сите граѓани. Секој од нас како граѓанин е носител на демократијата. Немаме ексклузивна класа или елита како што имале во Атина и таа демократија тогаш. Ние сме сите носителите на демократијата денес. Значи ние треба да бидеме и бранителите на демократијата. Не ни треба некоја морнарица да ни ја одбрани нашата демократија или не ни треба некоја сила. Меѓутоа, што се случува кај нас? Ако направиме некаква ретроспектива овие 30 години, големо е прашањето кој е главниот носител на демократијата, затоа што ние секогаш пледираме демократски да се однесуваат нашите политички елити или они кои го добиле мандатот да управуваат, меѓутоа оно што се случува и оно што кулминира денеска со криза во општеството, ако сакате, не треба да го наблюдуваме само, знаете, политичките партии, иако јас често пати пишувам во моите текстови дека ние реално политичкото уредување во една држава, затоа што денеска ви имате демократски општества со различни форми на политичко уредување. Не секое демократско општество е парламентарна демократија, имате претседателски системи, комбинирани системи, како и да е, меѓутоа носителите на демократијата секогаш се граѓаните. Ама чуварот на демократијата е системот. Значи, тука имаме две нивоа. Една е свеста на граѓаните, друго е системот кој мора да ја сочува и да ја негува таа демократија, односно да биде на исто ниво со свеста на граѓаните. Кризата која кулминира кај нас
демократска, ја не би ја нарекла само назадување на демократијата од, да кажеме, дали е десно ориентирана, лево ориентирана идеолошки партија на власт кај нас, иако тоа е веќе комплетно измешано, кај нас има сосема друг концепт и друг проблем, туку јас сметам дека главниот проблем е што граѓаните како носители на демократијата за овие 30-35 години развија повисока демократска свест од политичките елити што било кога ја имале. И дека всушност кај нас имаме еден феномен, дека политичките елити мора да практикуваат демократија со вродената авторитарна свест која носат во себе. Се разбира дека дел од тоа е резултат на тоа што ние произлегуваме од еден тоталитарен систем и тоа треба така да го наречеме, а не да се залажуваме постојано дека не е поранешна Југославија имала, нели знаете, тоа било социјализам, тоа било самоуправување, тоа не било така ригидно, да кажеме, како другите посткомунистички земји, не, комунистичкиот систем е тоталитарен систем и тој тоталитарен систем произведува тоталитарна или авторитарна свест и тие, во главном политички елити, ја носат што се практично и производ на тој и физички производ, ако сакате, кој се занимавал или кој бил во политика или кој одлучувал во општеството, најчесто се луѓе кои се практично наследени од тој систем и ви имате една таква вештачка ситуација каде што луѓе со авторитарна свест мора да практикуваат демократски процеси и луѓе со авторитарна свест формалната демократија мора да ја практикуваат. И токму затоа ние имаме комплетно анулирање на формалната уставна поставеност, непочитување и имаме проблем, тој константен судир, латентен судир каде што постојано авторитарната свест се судира со демократската пракса, произведува ситуација каде што луѓето се демократи, властите се авторитарни. И затоа според мене чувари на демократијата се граѓаните кои постојано инсистираат на системот, а рушители на демократијата се оние кои го практикуваат системот со таква авторитарна свест. Се разбира дека процесот е многу сложен, а мојата аналогија на старата Атина и пред 2500 години, она што се случувало и сега, и она што се случува регионално, глобално, затоа што имаме една голема светска криза. Големата светска криза, според мене, меѓу другото и со ова завршувам, ќе се развие сигурно дискусијата на различни теми, оди рака под рака, затоа што ударот врз демократијата е паралелно ударот врз она што го нарекуваме западна култура. Едно без друго не може. И битката за демократија и кај нас локално не може да се одвои од битката за она што го нарекуваме западна култура, која се темели токму на таа стара Атина пред 2500 години. И едно не може да се исклучи од друго. Затоа и нашата улога и локално е исто толку важна или исклучително толку важна за одбраната на демократијата, колку што е и секаде во овој момент и во Европа и во светот.